да те одбрав, зашто имаш, мислам дека од сите до сега имаш најмногу ослабено од цела армија. Тоа е фасцинантното нешто и морав со тебе да снимам нешто. И имаш посебна приказна и мислам дека имаш што да им кажеш на девојчињето, огромна мотивација си и лично сакав да те запознавам зашто нов човек си. Да, сосема различен. Нов човек си, преубаво изгледаш и ме интересира. Сега стварно ќе те извршам зашто стварно ме интересира, вакво нешто не сум видела. Прво кажи ми, нели, ова сега чисто пред камера, ќе ми кажеш како се викаш, од каде идеш, колку години имаш, мажена, не мажена и која беше ти пред да ги откриеш програмите? Јас сум Александра Радјанова, имам 24 години, доаѓам од Кочани. Пред да ги откриам програмите и сега сум тотално различен човек, не се ни споредува, веќе не се ни сеќавам на старата ја. Порано бев посрамежлива, затворена, не ќе да се мешам во народ, а сега сето тоа се смени со изгледо, имам повеќе самодоверба, сакам да излавам, не се срамувам. Кога сакам нешто да прашам, не мислам што ќе мислат другите, затоа што се па до изгледо. Изгледо е првобитното нешто. Ти доаѓа самодоверба, значи освен што ти се смени физичкиот изглед, тоа се ти промена и внатрешно и општо, целосно, И расположението, порано мрачев, цело време бев тажна, депресивна, а сега не сум, сега сум весела, полна со енергија. Дојде правата ти до израз. Ви имаш 24 години. Дали од секогаш си имала проблем со дебелината, нели? Од бебе. Дали некогаш имаш тренирано и како се случи, кога ти не виде нас, кога рече дали се двоумеше пред да почнеш со нас, значи кога виде и рече тоа ова го правам, затоа што има нели многу девојки што и продаваат и програми, и исхрана, има секакви диети и режими, зошто баш ние и кој беше пресвртот и рече ова ќе го правам, со нив, тоа е тоа. Па јас прво мислев дека ќе успеам да ослабнам само со исхрана без да вежбам. Пробував, не идеше, ќе издржам еден месец, два, немаше никакви резултати. На Инстаграм седев, тоа беше баш кога почнаа карантино, 2020 година, значи како сега ми е пред очите и само ми излава спонзорирана реклама, а настојано ја викам, значи ово е за мене, осетив некако, не знам, енергија почувствував дека тоа е за мене, ама баш тогава во тај момент не беа отворени програмите. И цело време, значи, чекав цело време само се отворат за да јас се пријавам. Тоа беше на летен? На летен, да. Значи ти си 2020 летен превод. Значи ти си две години. Што сме 2022, 2 години ти си стар војник, значи да. Кога беше тоа, на првиот летен се На првиот летен, да. И после тоа си продолжи. И после на сите. Да, значи претходно немаше никаква физичка активност. Физичка активност никаква. Некој пред тоа да ми кажал дека јас сега ќе вежбам, ќе тренирам. И јас не мало да му поверувам, а сега, ако не направам тренинг, не се осеќам добро, сакам да вежбам. Не верував ни дека ќе го засакам тоа, правев го за да ослабнам и мислев дека кога ќе ослабнам, ќе прекинам, ама веќе сега ми е секојдневие. Браво, значи имаш ослабено 60 кила, алал да ти. Значи тоа е стварно бројка. Ние и самата знаеш дека во групата не се фокусираме никогаш на килажа. Јас на девојчињата им викам не се фокусирај на килажа затоа што ти во исто време накачуваш мускулна маса и може да те збуни. Топиш маса и качуваш маса, така да се фокусираме на обем и на изглед. 63 кила не изгледаат исто кога си со масти или кога имаш мускул на тебе. Ама реално 63 како бројка на килажа е фасцинантна. Кажи ми целиот процес, верувам дека имало моменти дека не било тоа туку така, ти ги си на 63 кила и многу ти било лесно, 100% знам дека. Кои беа пречките, што ти беше најтешко, кажи ни и со работата, како се снаоѓаше за храната, дали храната ти беше потешко да ја комбинираш, дали вежбите, тоа нешто ме интересира. Кој момент те благодарение на мајка ми за тоа што стварно ме подржаа и ми готвеше цело време. Значи јас од ден за ден и кажував што да имам у колку саато и никогаш не осеќав потешкоти у храната. И тоа си го јас сванав како еден вид на работа, значи нема денеска ќе излавам, нема да вежбам. Не, прво ќе вежбам, ќе јадам се што треба, па после ќе излезам. Значи
тоа ми беше целото у животот, значи немав ништо друго, тоа ми беше единствено. Дури најбитно у животот ми беше тоа како на работа да одам ми беше. Кој беше клучниот момент? Дали имаше ти, нели, освен што имаше више килограми на тебе, дали имаше некој здравствен проблем што толку ти онака рече готово ја ова го правам, што викаш ќе ми биде работа од денеска? Се беше за изгледо и за коментарите од другите, затоа што бев многу слаба на карактер и не можев да ги поднесам, а сите навредуваат. И може некогаш и јас сега помислиш, не можеш да не помислиш. Ама многу е тешко, вака на изглед на другите не им изгледало дека јас тоа тешко го поднесувам, ама дома сум се затварала и сум плачала и сум правила драми, затоа што ми било многу тешко, затоа што знам дека сум повеќе од изгледо и сега им докажав на сите. Многу убаво изгледаш. Значи сега мислам дека ти иде она вистинската ти, тоа што си била ти, што си се срамела да се прикажеш, сега иде до израз и уште ќе иде, затоа што уште знам дека ти не застануваш тука, ти тек почнуваш ствари со цело ова. Што сакаш нешто така да ни откриеш со програмиве, затоа што верувам дека освен физички се смени начинот на размислување, како тоа влијаеше на сите им е уште чудно зашто сме толкава група. Значи мислат као ајде ова се вежби, исхрана као секоја друга. Прв пат почувствував толку голема поддршка од жени. Искрено, јас кога почнав со програмите, сите другарки беа тоа е за сите, треба специјално за тебе да направат програма. Ако ти се придржуваш до нешто што е здраво, ако вежбаш, сите ќе успеат. Не значи дека специјално за тебе, според крвна група, ако направат, значи, ако сакаш, ќе успееш, ако се трудиш. Точно. И целата поента кај нас и зошто на толку жени им успева, затоа што е балансирана исхрана, не јадеме ништо поразлично од што општо луѓето го јадат. Само ги правиме, скоро па истите оброци да ги јадеме, само ги модифицираме со здрави намирници и тоа е тоа зошто сме толку жени. Луѓето кои што ти викаа дека нема да успееш, тоа се некои блиски пријателки, колешки што исто имаат проблем сличен како твојот или? Па добро, некои се слаби, ама некои имаат исто не толку многу повеќе кила како мене, ама кога видоа дека успеав и они се запишаа на програмата, ама отпосле. Сега уште ме нервира кога некој каже ја бев кај Јана 1 месец, ама не ми успеа. Ја бев 7 месеци, дури после 7 месеци јас видов драстична разлика за тоа што на толку голема килажа 5 кила не се ништо, значи. Точно, иако плюс посебно ако сакаш да ослабеш повише килограми, значи тие сигурно не дошле за една година. Тоа е нешто што таков лајфстайл си имал преку целиот живот и треба време. Оно стварно има резултати уште првиот месец, ама тоа треба да се одржава, ако сакаш да има уште повише и повише, а тебе стварно ти оди добро. Како ти се свиѓа сега? Дали си на денсот, не те прашам? Да. Правиш комбинации? Па наутро вежбам денс, сега почнав и у теретана да одам, навечер одам на теретана. Да, браво, алал да ти е. Моментално, чекај мене ова сега најде мама да ми пише, не сети. Кажи ми за летен сега, кои ти се планови? Дали им сакаш да засилиш уште малку со летниот предизвик или јубилејно ќе ти биде две? Веќе ми е тоа се испланирано, ја чекам. Што најмногу ти се свиѓа од летниот предизвик? Затоа што има брзи рецепти, добри тренинзи и има нешто што да правиш, не седеш дома да го губиш времето, вежбаш и тоа ми донася и повеќе енергија и порасположеност, не сум толку нервозна, затоа што порано бев многу нервозна. И секако коментарите од другите луѓе, најинтересно ми е што мои блиски роднини не ме познават кога ме видат. Дури кога ги поздравам, ме гледат чудно као ти ли си? Ја искрено, ја те знам од самиот старт кога почна да објавуваш слики пред програмите, тоест само самиот старт. После некое време мислам дека не беше толку активна во групата, па објави слика. Ја не сватив дека си ти истата личност. Искрено не сватив дека си истата личност. И уште ми е шок. Стварно, овај личен успех за мене реално, затоа што до сега иде девојчиња најмногу 25-30 кила, ајде и 40, но 60 више е стварно бројка. Па и на мене на почетокот ми беше
срам ме беше да објавам, затоа што сите беа за 5 кила да ослабнат, за 10 и Јас сакав, мојата првична цел беше, ајде прво 40 кила да ослабнам. Ама кога стигнав и си викав како ќе ги ослабнам 40, на бројка е многу. Ама кога стигнав до 40, знаев дека никогаш нема да престанам, дека тоа ќе ми биде за цел живот. Те мотивира ли вежбите што се кратки? Да. Тоа највеќе ме мотивираше. Дека се кратки вежби? Дека се кратки, сега веќе ги повторувам. На почетокот ми беше многу тешко ми беше да вежбам. Дури правев и паузи и не можев, а сега без проблем. Си ги возиш, си ги тераш, дури малку ти. Да. Кажи ми како ти се свиѓа, сега си ја видела ти претходната платформа, ја знаеш и новата. Стварно се трудевме да испадне така како што е сега. Има да се доработува многу, секогаш може да биде подобро, само ме интересира како се снаоѓате внатре, дали ви се свиѓа, дали ви е многу полесно од претходната? Да, многу полесно. Полесно се снаоѓаме, затоа што има одма видеата ги гледаме, па исхраната. Интересно е, интересен сајт е направен и сакам сите што сакат да ослабнат, да се пријават и да издржат, да бидат истрени, затоа што е многу поубаво и многу поразлично кога имаш самодоверба и кога изгледаш добро и кога знаеш што никој ништо не ти може, никој не може да те повреди, затоа што знам како е и колку сум плачала и колку са ме болеле тие коментари, сега тие лично ја памтам се, не можеш да не памтиш кој те е навредил и сега кога ме видат осеќам уште толку поголема моќност. Се полниш, да. Мислам, најбитно нас и како група ние, нели, во ред не се забораваат некои работи, ама да се исчистиме од се што е негативно. Да, знам. Така, верувај дека јас имам и многу повише, без разлика и за изглед. Некогаш некој од секоја причина ќе сака да те навреди. Да. Гледам колку што е можно, чисто самите да си се заштитиме, да let it go, буквално. Дури, да, и сега пробуваат да ме навредат. Не е дека сега е се сјајно, ама не допира тоа до мене, затоа што знам дека работам на себе и дека се трудам да бидам најдобрата верзија од мене. И ти се верувај дека ти се познава на однесување и кој ќе влезеш и ставот, како ја превземаш доминацијата у собата, не дека си над нешто сите, ама ти се осеќа таа самодоверба, таа сигурност и ми се свиѓа стварно ти е погодено ова да си го тераш, немој никогаш да запираш. Нема. Те замислувам што ќе се деси после 2 години од овој летен предизвик. Ако пред 2 години, значи не заборај кај си била, кај можеш да стигнеш. Плюс стварно браво. Пријателките ми кажа, они си исто ти ги повлече за лет. Така. Сите, па веќе скоро сите се пријавија. Сега тие што беа послави на Инстабути, а тие што има вишок на летен или на Инстафит. Како им оди нив? Па добро, ама они не се толку истрени. Они викаат тацка има карактер, ние не можеме. Мислам дека не сакат доволно они. Сега ја некогаш се опуштам, ама тоа е после 2 години. А јас на почетокот, ја мислам дека година и пол немав благо пробано видео, значи избегнував. И не знам, мислам дека на мене короната ми многу помогна, затоа што бев изолирана од сите настани, си седев дома и купував само храна што ми треба и затоа мислам дека успеав. Сега некогаш си дозволам, нели не може се да бидеме програмирани, ама и тоа е ретко. Затоа што јас се осеќам убаво кога јадам здрава храна. Не ми е проблем и никогаш повеќе да не јадам пица или некоја торта, затоа што за се има замена. Да, тоа е поентата. Со нашава храна што ти не знаеш дека си уствари на режим. Да. За се има замена, баш како што кажа. И ние имаме и пица, имаме и сладолед, имаме и палачинки, крем имаме, нутела имаме. Реално треба да си стварно
нешто да ти фали, да Да. сакаш, не се, ако има нешто сличен вкус, да отидеш кај тоа што е 200 пати покалорично и само да си направиш штета. Мило ми е што стварно си го нашла, гледам балансот, а сакам да им ете на летен ќе дојдат многу девојчиња и за прв пат ќе бидат. И ти ќе им бидеш реално пример и ќе го гледаат и видеото. Имаш ли некој совет да им кажеш на девојчињата што малку повише треба да ослабат од 20 кила, као дали да се држат стрикно до храната, затоа што јас како Ана, јас сум па малку помека на таа страна, сакам, неќам никој да го форсирам и сакам една недела, окей, ако пазиш касни си, ќе ослабеш и ти, можеби по 2 месеца, ама не сакам да си почувствуваш никако притисок во главата дека нешто ти фали. Кажи совет некој за тие. Јас бев се по програмата, значи мерев до грам. Значи се како што пишува, така и јадев на почетокот. Сега дури ни храната од деновите не ја менев, значи за тај ден тоа што го пишува, тоа го јадев. А сега некогаш правам измени за тоа што работам, зависи како имам време да спремам храна, ама ја мислам дека на почетокот, ако бидеш построга со себе, дека полесно ќе, затоа што кога си построга, мислам дека има шанси да се навикнеш на таа исхрана. А кога си допушташ, па претходната недела си допушти, ај сега и ова, и дека така, барем кај мене тоа не би функционирало така. Значи, кој е генералниот совет да си одат? Да си одат по шемата. После колку време од летниот предизвик, зборувам 2020, касна нешто што не е по програма. И како се чувствуваш? Лани на одмор и имав грижа на совест. Уште имам кога јадам нешто што не е здраво. А свесна си дека не треба да имаш? Свесна сум дека не треба, ама имам затоа што јас сум склона на дебелење и знам дека тоа е на мене за цел живот. Ама нели сега некој што се случува на одморот, па нема кој да ни изготве. И имав грижа на совест, ама пребројавам го тоа некај. Веруваш ли дека волку ќе стигнеш? Не, дури сега кога ги гледам сликите, не ми е верно дека некогаш сум си дозволила така да изгледам и некогаш се каам што порано не сум го почнала ова. Ама битно успеав. Битно успеа, битно го тераш ова. Стварно си голема мотивација, неколку пати ти го повторив тоа. Ми беше битно затоа што првото прашање тоа ќе биде во групата. А сега ја точно ли е кога да ги јадам десертите? Ето, кога да ги јадат десертите? Искрено ја никогаш не ги правев десертите, затоа што јас ако ги направев, знам дека ги изедев сите и не знам, поарно да не, или некогаш, например, замена за оброк направам. Ако, например, чизкейк имавме како десерт, јас го направам како доручок. Памет, да. За да не ми се додатни калории. Да, тоа ти е супер идеја. Мислам и јас така ги советував да прават. Ете сега имаше торта, така? Здрава. Здрава торта. Јас те понудив. И ти ми рече не. И покрај тоа што знаеш дека е здрава тортата. Зошто ми кажа не ако знаеше дека е здрава, нели? Нормално калорична е. Што се случува кај те? Кога знаеш да кажеш на нешто да, а на нешто не? Кога знаеш кога да си допуштиш нешто? Пример, ете вчера бевме на свадба. Порано старата Ана, нели, некогаш ќе каснеш и од лебот што беше на масата. Не, сега си го каснав само месото, салатата. Можев да го каснам и тоа што е дополнително, немаше ништо да се случи на мене, ама па си го зацврствувам карактерот. Тој момент некако они како да го сватат. Може има добра улога тоа што ја никогаш не сум била стрвна и кога бев дебела јас не бев стрвна, ја импулсивно јадам кога сум нервозна, како несвесна да јадам. И сега не ни осеќам, видов ја тортата, добро торта, не ме фаќа оноо потреба за благо. Некогаш се случи, ама касно една урма или црно чоколадо. Порано... И сега тоа ми е благо, а порано не е било така. На што беше најстрвна порано? Од што не можеше да одолееш? Моки, чипс. И сега уште ме фаќа. Например, некој ако јаде пица, мене нема ништо да ми е. Ако ќе јаде чипс, осеќам потребата да го изедам целиот, ама тоа е, значи нема. Ни едно не се сеам затоа што знам дека ако се сеам едно, тоа нема да застане. Браво, мислам, таква самоконтрола, тоа ми е фасцинантно. Тешко е, јава како кога зборам, сите мислат дека е лесно, не е, имала денови кога сум плачала од толку што сум била гладна.
Ама кафе, вода. Викаш, виде, нели, реклама и одма се приклучи. Имаше ли нешто така да те двоуми, да... Не. Не? Не. Беше, значи, Да. all in Бев од прв... очена да ослабна. Значи, толку многу сака. Затоа што за се е изгледо, сега ќе се лажеме, сите го вика тоа, дека не е изгледо, карактеро, ако си... Не, дури и за работа, кога аплицираш, прво гледат на изглед. И за се, за било шо. У продавница, кога лезеш, се полюбозни сега со мене. Другите викат, така си ти поставила. Не е така. Тоа да ти кажам, и јас истото сакав да ти го кажам, тоа е затоа што ти си смената кон околината, а не дека во ред Да. изгледот влијае, ама ти си многу смената кон околината. И самата кажа на почетокот дека си многу попозитивна, многу понасмеана и на луѓето кои ќе влезеш, друга енергија им пренесуваш. Тоа да знаеш дека и не е само изгледот. Па добре, а може кога бев дебела, мислев дека нема потреба за што ја живеам, значи за ништо не бев волна да направам, немав желба, немав. А сега за се, значи нема мрземе, било шо, значи не знам, за било шо, за се имам енергија, дури вишок на енергија имам. Ама тоа се доваѓа и од исхраната и од вежбањето. Скроз. Храната е енергија што примаш во телото, тоа и го испушташ надвор и на се афектира, и на живот, и на љубовен, и на приватно поле, на се влијае. Чекам уште нешто сакав интересно, не можам да не испуштам нешто, после криво ќе ми биде. Претходно немаше никогаш пробано ништо, никаков режим? Диети, да, многу. Ама еден месец, два. Имам ослабнано у 8 оделение мош, кога бев мала, значи пред полуматура. Знам протеинска диета и 15 кила, ама после одма ги врнав. Кога прекинав диетата, одма ги врнав. Значи може и дупло. Значи, поентата ми е, знаеш да направиш разлика помеѓу диета, ригорозен начин на исхрана и тоа што ние го имаме. Ригорозен. И сега, може ли да направиш исто некоја споредба, да кажеш како, нели си видела реклама, окей, ама не си знаела што има внатре во програмата. Може ќе си се разочарала, ќе си видела уште една ригорозна програма без многу храна и дополнително ќе си паднала во депресија. Затоа сакам да направиш на девојчињата да им разјасниш дека зошто ние сме тоа што сме и зошто е ова за цел живот, а зошто не треба да гледаат протеинска, какви и да има милион диети, зошто не треба на тоа да гледаат како некое мало проектче кое трае 30 дена, еве го сега ќе заврши летниот предизвик и готово, тоа е тоа. Како тоа ќе им го кажеш? Сметај дека девојчиња што биле на твое место, тоа е се на твое место, ти пред 2 години, како ќе ги измотивираш? Да знаат, да расудат што е добро, што не е? Па мора комплетно да си го сменат мајндсетот, затоа што ние што сме подебели, значи мора подлого време за да успееме. Не може за 30 дена да се смене животот што ти си ги таложил тие кила цел 24 години. Како прво не е ни верно за 30 дена да ослабнеш 20 кила, а сите диети се така брза диета, за 30 дена и изгубиш 20 килограми. И јас на почетокот дури не ни забележував првиот месец, вториот, на толка во килажа стварно не се забележуваш. Јас си познавав, ама само ја друг од страна никогаш не ми е кажал. И сите кога ме видеа, леле ти колку брзо ослабна, а ја 2 години веќе го правам ово што го правам. Ништо, тоа е тоа. Фала стварно што дојде денеска, што сподели цела приказна со нас. Мислам дека многу девојчиња ќе ги мотивираш летово. Општо за многу.